Последно издание на Дневникот за денес. Ова се најавите. Заменик председателот на владата на Република Македонија Владимир Пешевски изврши увид на состојбите во поплавените подрачја во Куманово и околината. На 15 октомври официјално почнува годишната грејна сезона, а граѓаните со исклучок на оние кои се поврзани на системот за централно грејење во Скопје во дилема на што да се грејат. Земјите членки на Европската унија ќе одржат состанок кој што ќе биде посветен на бегалската криза. Шампионот МЗТ Скопје аеродром со убедлива победа над Струмица од 148 ја почна одбраната на трофеот во македонското кошаркарско првенство. Тоа е само дел од содржините. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, тредневник на К3. Врнежите кои што го зафатија Куманово и Кумановско предизвика излевање на реките и проблеми во пониските населени места. Поради обилни врнежи од дожд, локалниот пат од село Ропалјце кон село Никуштак е во прекин, информира утринава Автомотосојузот на Македонија. Заменик председателот на владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања, Владимир Пешевски, изврши увид на состојбите во поплавените подрачја во Куманово и околината. Обилните дождови предизвикаа поплави во Бедиње, Бавчи и Доброшане. Реката Кумановка и Липковка предизвикаа поплави на градскиот парк, пероните на автобуската станица, голем број неземјоделски површини се поплавени, подроми штали со живина во населбата Бедиње, патна инфраструктура во населбата Бавчи, поплавени се подроми и гаражи на улицата Никола Тесла. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово излегоа на терен да интервенираат со пумпи за намалување на водостојот на водата. Поради тоа, во текот на денот, вице-премиерот Владимир Пешевски, заедно со пратеникот Зоран Ѓорѓиевски, со председателот на Советот на општина Куманово, како и неколку функционери од државните органи кои се задолжени за справување со кризи и нивните локални представници, направија посета на неколку места во Куманово кои што се зафатени со поплавите. Граѓаните на улица Никола Тесла бараат итно решавање на проблемот со водата. Проблем никаква уредба на наша улица нема, за било зашто. Прво и по асфалт. Куде га закрпи, ќе остави рупе. Кад ќе прсне вода, те онија врата, погледнете ги тамо. Направи тој све кал. Пошто лега вода, направи тебе као тебе, ви сте баш у вода. Тега го е направено. Никој не презима никакве мерки да види како со тие, па ако се прави, например, тротоари, да некој води рачун што се прави. Само да се земе паре и збогом дојде. Направимо ли? Направимо. И овој како е направено. Зашто не презима мерки? А вода дали е од реку, или од природни извор, или извира, мора да се најде чаре. Ми не можеме 48 сата вода да тече. Командирот на територијалната противпожарна единица Куманово, Дејан Илиевски, вели дека од рано утрово се на терен и констатирале дека се работи за поголема земјоделска површина од 5 км локално гледано. Донесени се пумпи за испумпување на водата, зафатени се над 7 куќи во кои има навлезено вода во подрумите и гаражите. Сега се сведува на некои претпоставки. Излевање на река кај село Режановце и од вчера како е заезерена водата, сега полека истекува и се доаѓа на најниската точка овде на Никола Тесла. Се обидуваме да ги спасиме, да помогнеме на луѓето колку можеме. Излеговме на терен со пумпи, колку ќе помогнеме, стварно не знам. На посетата, вице-премиерот констатираше дека е направена материјална штета од ограничен вид. Вице-премиерот посочи дека владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина има доделено определени количини на нафта на сите општини, вклучително и на општина Куманово. Делота е доставена, дел ќе биде доставена во текот на следната недела. Се она што е во надлежноста на Центарот за кризи на Дирекцијата за спасување се спроведува како активност на терен. Интервенирано е со дополнителни пумпи за да може теренот побрзо да се расчисти. По намалување на нивото на водата, потребно е да се изнајде решение, доколку е можно да се намали ризикот од повторување на оваа ситуација, истакна вице-премиерот. Би апелирал до локалните власти што побрзо да ги формираат
комисиите за проценка на штета да излезат на терен, бидејќи граѓаните имаат претрпено определена штета, да се изврши што побрзо испомпување на водата, бидејќи ова се моментите кога што треба да им се даде поддршка на граѓаните. Владата на Република Македонија преку своите органи се разбира и пратениците што ги имаме и останатите членови на Советот на општината секојдневно тековно ја следат состојбата на терен, доколку има потреба од некои значителни интервенции во следниот период, се што е потребно, владата ќе го превземе. Вице-премиерот оствари средби со жителите на населбата Јоско Илиевски, во кои е поплавени се повеќе од 30 објекти и локални улици, со цел за подобра координација остварена и средба со Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салију да се изврши испомпување на водата. Го поседи расадникот на јавното предпријатие Македонски шуми, каде се поплавени 15 хектари земјоделско земјиште. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски изврши увид на подрачјата во Охрид и околината за санирање на штетите кои ги предизвика невремето. Состојбата на терен се нормализира, обезбедена е потребната механизација и екипи на јавните предпријатија веќе се на терен. Состојбата со поплавите кои ги предизвика големото невреме што во изминатото деноноќие го зафати Охрид полека се стабилизираат. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски од вчера е на терен. Екипи на јавните предпријатија потпомогнати од противпожарната служба и механизација работат на санирање на последиците од поплавите кои ги предизвика дождот. По синоќешната координативна средба министерот Мисајловски веднаш ја обезбеди потребната механизација за справување со последиците од невремето. Веднаш договоривме да се обезбеди дополнителна механизација и пумпи. Оставив контакт со градоначалникот на град Скопје и јавното предпријатие Водовод од Скопје кој дополнително дадоа механизација, а има и неколку кипери. Ги утврдивме сите критични точки што се појавија во Охрид, 3 свлечишта кои се наоѓаат на патот од Охрид до Свети Наум, кај автокампот Елешец на влезот од селото Пештани и во центарот на Пештани. Како што добив информација од Македонија Пат, денеска се санирани сите слечишта, но во текот на денот има постојани одрони кои постојано се чистат и моментално се проводни сите патишта. За дел од каналите кои биле запушени веднаш излегли екипи за да ги исчистат, направени се дополнителни пропусти за вода, а каналите се проширени. Поплавени се и неколку подрумски простори и дел од неколку куќи, рече Мисајловски синоќа. По синоќешната координативна средба министерот за транспорт и врски веднаш ја обезбеди потребната механизација за справување со последиците од невремето. Благодарение на брзата реакција на надлежните служби, општинските јавни предпријатија и Македонија Пат, санирани се најкритичните места и состојбата постојано будно се следи. По повод 21 година од почетокот на изградбата на еден од најголемите инфраструктурни зафати во Македонија, пругата кон Бугарија, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Куманово се обрати до граѓаните, потсетувајќи на тоа чии проекти останале на обид, а чии се реализираат. Коридорот 8 е една од најважните транспортни оски на Балканот. Тој ги поврзува Македонија со Бугарија и Албанија и тамошните пристаништа. Низ нашата земја поминуваат околу 300 километри, главно користени во предизборни ветувања. Едно такво од пред 2 децении денес потсетуваат младите од владеачката партија. На оваа карта, што можете да ја видите, со црни точки забележани се сите споменици во форма на пустош, затворени фабрики, уништена инфраструктура, што ги остави Бранко Црвенковски и СДСМ во Република Македонија, во мрачната транзиција и нивното владење. А посебно може да се види пругата, која што никогаш не ја заврши. Оваа пруга требаше да ја поврзува Македонија со Бугарија. Но како што рековме, само требаше, бидејќи никогаш не беше завршена, а единствено што остана од неја се столбовите за мостовите за пругата. Јавноста никогаш не дозна каде завршија парите за изградба на оваа пруга. Железницата треба да се поврзе, а патниот дел од коридорот 8 не е по целата должина низ Македонија на ниво на автопат и треба да се доизгради во наредниот период, исто како што треба да се доизгради пруга кон Албанија, токму поради тоа што лошата инфраструктура во Македонија е една од главните пречки за инвестиции во земјава. Во следниот период коридорот 8 ќе представува еден од стратешките приоритети во транспортната инфраструктура. Благодарение на владата предводена од ВМРО ДПМН, народот имаше прилика да го остави зад себе овој мрачен споменик од криминалното владење на СДСМ. ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски отпочна инфраструктурна револуција во Република Македонија. А со тоа и реализација на железничкиот проект за реконструкција на коридор 8 на делницата Куманово-Белјаковце, Клечовски мост, односно пругата кон Бугарија. За овој проект владата на Република Македонија одели над половина милијарда евра
И оваа инвестиција е една од најголемите инвестиции до сега. Дополнително се реконструира железничката инфраструктура, а се реконструираат 11 железнички станици низ целата држава, вклучително и модернизирана железничка станица во Скопје, инвестиција над 5 милиони евра. Се набавуваат нови возови и вагони после 35 години и се реобновува возниот парк во македонските железници. Инвестиција над 50 милиони евра. Германската компанија Вибе работи на реконструкција на првиот сегмент на пругата и тоа на делницата од Куманово до Белјаковце со должина од 31 км, кој треба да се заврши во септември 2017 година. За делницата од Белјаковце до Крива Паланка во должина од 34 км веќе е потпишан договор за изработка на основниот проект. ЕБОР веќе одобри средства на Македонија, 145 милиони евра за оваа делница. За делот од Крива Паланка до Деве Бајр, делегацијата на Европската Унија го одобри предлог проектот за изработка на основниот проект. Со изготвувањето на основниот проект ќе се знае и конечната сума што ќе треба да се одвои за изградбата на пругата, која во моментов се проценува на околу 330 милиони евра. Денеска во нашата редакција пристигна барање за помош од жителите на улицата Драган Стопаревиќ од Куманово, кои од вчера се соочуваат со невообичаен проблем. На оваа улица од вчера се наоѓа безпомошно куче кој им прави проблеми во одвивањето на секојдневниот живот. Пред нашата камера ни раскажа дека за проблемот ги информирале сите надлежни институции, но барем за сега никој не превземал ништо. Најверојатно од удар на автомобил оваа куче е повредено и е оставено на милост и немилост. Жителите на оваа улица од вчера немаат мир и не може да спијат, па поради тие причини тропнале на повеќе врати, но секаде биле одбиени. Господин Николовски, еве овде имате еден невообичаен проблем, би рекол. Домашно животно од вчера тука лежи на патот и ви прави проблеми во секојдневниот живот. Зашто станува збор? Ова куче е ударено с некој возило и вие болови има, не може да стане наполовина, е скршено и не може да стане. Не може да се движи, лега тој, врти се округ, галамо големо ни прави, не можеме да го трпимо више, али нема. Појавено е у службе у Куманово, у милиција, ветеринарна, пожарна и водочистоќа. Никој не ќе да преземе мере да дојде да го тргне. Што ви рекол тие таму? Ништо што ги рекли, не се дужни, не се надлежни и тој. Исто и у секција за, или како се вика тој, за животни. И они не требало некој да ги помогне, да ги го однесе, да го земе и тоа. Што значи, сви су на функцiju, svi imao svoju zvanje, ali niko ne je odgovoran da dođe da pomogne na ovoj životinči. Што планирате вие понатаму доколку не се реши овој проблем? Нема што ќе помогнемо, ми не ќе земемо ништо. Ви не можеме да го тргнеме од овој кучер. Фактички треба да се овој куче среди, се мири или однесе да се сачува некако, да се дадемо се некоја помоќ. Дај се собравте вие сите тука околу комшиите да се организирате, да уште еднаш да отидете да побарате помош. Па кога веќе да јавено никој неки. Едноставно сви се откажуваат дека не е njeno dužnost, треба некој да ги плати за да дојде да го тргне. А тај што го направи Белјуга нема ниде. На потек се надлежните институции кои мора да го решат овој проблем во интерес на жителите од оваа улица кои ќе го чекаат епилогот. Караванот Купи куќа, купи стан оваа среда ќе го посети Куманово, каде ќе бидат презентирани можностите што ги нуди проектот. Представници од Министерството за финансии ќе им објаснат на кумановци колкави субвенции нуди проектот, кои услови треба да се исполнат за да се аплицира и како да се поднесе барање за користење на финансиски средства. На презентацијата ќе бидат присутни и градежни компании кои ќе ја представат локалната понуда на станови. Презентацијата ќе се одржи во Домот на културата во 17 часот. Караванот Купи куќа, купи стан секоја среда предстојува во градовите низ Македонија со цел да го доближи проектот до секој граѓанин кој има потреба од него. Вкупно 151 барање од пензионерите од Крива Паланка и Ранковце се поднесени за користење на поволностите од проектот за бесплатна банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд на Министерството за труд и социјална политика, информираат од филијалата на Пензиско и инвалидско осигурување на Македонија во Крива Паланка.
Од понеделник 151 барања од пензионерите од двете општини кои го опфаќа филијалата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Крива Паланка. 136 се барања за користење бесплатна бања, додека 98 пензионери побарале да ја користат услугата бесплатен викенд. Овие барања се однесуваат на користење на двете услуги од проектот за следната 2016 година, изјави Билјана Ивановска, раководител на филијалата на ПИОН во Крива Паланка. На сите пензионери на кои ќе им биде одобрено користење на бесплатна банјско-климатска рекреација или бесплатен викенд од страна на Министерството за труд и социјална политика ќе им бидат доставени известувања на домашна адреса за третманите и локациите каде ќе може да ги ползуваат овие услуги. Досегашната пракса беше пензионерите од Крива Паланка и Ранковце да ја користат услугата во Катлановска бања, додека услугата бесплатен викенд ја користеа во Дојран и Берово, додаде Ивановска. Лани вкупно 65 пензионери од општина Крива Паланка и Ранковце ги искористиле поволностите од проектот за бесплатна банјска климатска рекреација, а Министерството за труд и социјална политика од оваа година воведе и бесплатен туристички викенд за корисници на пензија. Во Младинскиот културен центар Козјак утре во 19 часот и 30 минути ќе биде отворен 11-тиот фестивал на нов германски филм со филмот Роден во болка. Фестивалот ќе трае до 17 октомври и ќе бидат прикажани 6 филма од повеќе жанрови. Во организација на амбасадата на Германија од 13 октомври во Младински културен центар Козјак во 19 часот и 30 минути ќе биде отворен 11-ти фестивал на нов германски филм. На самиот фестивал ќе бидат прикажани 6 филмови, од кои 2 детски, трилер, драма, комедија и криминалистички филм. Фестивалот ќе започне со емитување на трилерот Роден во болка од ТВ серијата Место на злосторството. Ние како Младински културен центар или како град Куманово се вклучиме пред 3-4 години и еве сега 4-та година како го организираме овој фестивал на нов германски филм. Тоа се филмови направени 2014-2015, зборувам за овие што ќе бидат прикажани, значи најнови филмови од повеќе содржини и жанрови на филмови. Фестивалот ќе го отвори самиот амбасадор, односно амбасадорка Кристине Алтхаузер, а фестивалот го организираме под покровителство, значи и на Прокредит банка, меѓутоа со целосна поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Младенски културен центар Козјак во соработка со директорите на училиштата ќе се потруди и децата од основните училишта ги погледнат детските филмови на големо платно. Фестивалот ќе трае до 17 октомври. На 14 октомври на репертоарот е Феникс во 20 часот. На 15 октомври во 20 часот ќе започне Хакери, а на 16 октомври ќе се прикажат во 18 часот Лола на Грашокот и во 20 часот Спасете го Рафи. На 17 октомври ќе игра филмот 300 збора германски во 20 часот. Фестивалот на нов германски филм ќе гостува во Прилеп, Битола, Охрид, Тетово, Штип, Велеска, Вадарци и Струмица. Премиерот Никола Груевски во интервју за Сител најави дека ќе се гради нов студентски дом во Скопје со кој ќе им се излезе во пресрет на многу студенти. Владата веќе досега темелно реновираше неколку студентски домови како Кузман и Гоце Делчев. Владата донесе одлука за изградба на нов студентски дом во Скопје со што ќе им се излезе во пресрет на многу студенти, најави премиерот Никола Груевски во интервју дадено вчера за Сител телевизија. Ние како влада веќе интерно имаме донесена одлука за изградба на нов студентски дом во Скопје. Постоечките студентски домови се реновирани, изградени се и нов комплекс во Газибаба, а останатите се реновираат темелно. Имавме одредени реновирања во Кузман, по нешто и во Гоце Делчев. Знам само дека за време на СДСМ камен на камен не се стави. Се што е реновирано или градено на нови домови во овој период од кога е ВМРО ДПМН е на власт, но она што е клучно е дека планираме да почнеме подготовка за градба на нов студентски дом во кој би се сместиле меѓу 500 и 1000 лица, зависно од потребите. Размислуваме за локацијата каде ќе биде, разгледуваме варијанти во центар, Газибаба, Ѓорче Петров, можеби некоја четврта локација. Во наредните 10 дена би требало да одредиме точната локација, рече премиерот Груевски. Тој додаде дека во моментов се размислува и дискутира за тоа да се најде начин за да се забрза реновирањето на студентскиот дом Гоце Делчев, што е согласно дадено ветување, ако е во тек и се одвива по блокови, вели за да не се иселат одеднаш сите студенти. На 15 октомври официјално почнува годинешната грејна сезона, а граѓаните со исклучок на оние кои се поврзани на системот за централно грејење во Скопје во дилема на што да се грејат. Македонските домакинства, како што оценуваат експертите, најчесто се греат на електрична енергија, иако велат грејењето со огревни дрва е поевтино.
Според нив, грејната сезона во Македонија најчесто трае 6 месеци, од кои во 3 е неопходно поинтензивно грејење, во останатите најчесто се сведува на делумно загревање на просториите. Проценуваат дека се уште наевтино достапно грејење во Македонија е со огревно дрво, а доколку доволно би се развил гасоводниот систем во земјава, и со тоа би се зголемила потрошувачката на природен газ, првенство би имало грејењето на газ. Во моментов гасот е достапен само за домакинствата во Куманово и Струмица, додека во останатите делови од земјава се уште нема соодветна гасоводна мрежа. Токму во пресред на грејната сезона граѓаните се соочија со недостиг на огревно дрво, што придонесе цената во приватните складови да се искачи до 4000 денари за метар кубен. Сепак, според најавите од вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски и првиот човек на јавното претпријатие Македонски шуми Жарко Караџовски, се очекува целосно стабилизирање на состојбата со огревно дрво и сите кои имаат потреба ќе бидат снабдени. Во Македонија особено тешко е да се процени колку домакинства се греат на електрична енергија, бидејќи никој нема врска да најави со што ќе се грее. Пресметките покажуваат дека за грејење на електрична енергија просечно македонско домакинство треба да одвои и до 30.000 денари во нормално студена година, а доколку температурите се пониски, сумата значително се зголемува. Во Македонија во моментов централно грејење има само во Скопје, иако мрежа има во Битола, но поради нерентабилноста веќе неколку години воопшто не се користи. Земјите членки на Европската Унија ќе одржат состанок кој што ќе биде посветен на бегалската криза. Според последните информации, одговорноста за терористичкиот напад во Анкара ја превзеде Исламската држава. Продолжуваат преговорите меѓу двете заедници во Кипар за надминување на долгогодишниот спор. Следуваат вестите од светот. Шефовите на дипломатиите на земјите членки на Европската Унија ќе се состанат во Брисел за уште еднаш да разговараат за бегалската криза, но и за ситуацијата во Сирија и Либија. На состанокот, според најавите од Брисел, ќе бидат разработени заклучоците кои на 8 октомври ги донесува министрите за внатрешни работи и правда во Луксембург за заедничката политика за решавање на мигрантската криза, што вклучува и јакнење на контролата на надворешните европски граници и поефикасна депортација на лицата на кои им е одбиен азил. На денешниот состанок ќе бидат разгледани и резултатите од средбата на високо политичко ниво со колегите од Западен Балкан, исто така одржан на 8 октомври во Луксембург, кога беше усвоена заедничка декларација за јакнење на регионалната соработка со цел во координација со Европската Унија да се зајакнат капацитетите за прифаќање и регистрација на мигрантите кои преку Западен Балкан се обидуваат да влезат во Европската Унија. Првите индикации укажуваат дека Исламската држава е одговорна за двојниот бомбашки напад во Анкара и истрагата се фокусира на екстремистичката исламистичка група, изјавија извори од турските безбедносни сили. Неименуван извор изјавил дека вчерашните експлозии имаат воочтива сличност со самоубиствениот бомбашки напад во јули во турскиот град Сурук, за кој беа обвинети џихадистите од Исламската држава. Прокурдската демократска партија на народите денеска соопшти дека во двете експлозии во турската престолнина вчера загинале 128 лица. Тие информираат дека успеале да ги идентификуваат сите со исклучок на 8 од жртвите на вчерашниот напад. Кабинетот на премиерот досна синоќа соопшти дека во нападот загинале 95 лица. Во друго соопштение, објавено денеска наутро, кабинетот информира дека 160 лица се уште се лекуваат во болница, а 65 од нив во одделот за интензивна нега. Председателот на Република Кипар Никос Анастасијадис и лидерот на кипарските турци Мустафа ќе остварат средба во 4 очи во рамки на директните преговори на кои се бара решение за повторно обединување на островот. Кипарскиот владен потпарол Никос Христотолидис изјави дека преговорите меѓу двете страни постигнале напредок за значајни теми. Меѓутоа, се уште постои разминување и несогласување за други исклучително важни прашања. Тој изрази надеж дека за тие теми ќе се зборува во ноември, кога се очекува средбите на двајцата лидери да станат поинтензивни. Решението на кипарскиот проблем треба да ја земе предвид загриженоста на двете етнички заедници, а не само на едната. При тоа, решението не смее да има победници и поразени, изјави кипарскиот претседател. Кошаркарите на Куманово утре официјално ќе отворат новата сезона во домашното првенство, а ќе се сретнат со екипата на Фени во Кавадарци. Пред стартот на сезоната побаравме мислење од најдобриот кошаркар Александар Костовски.
По неколку месечните подготовки и серијата на пребори во подготвителниот период, кошаркарите на Куманово од утре ќе започнат напорната сезона. Очекувањата се дека во престојната сезона може да се остварат одлични резултати, а за тоа ќе биде потребно многу залагање, труд, но и спортска среќа. Гостувањето во Кавадарци е првата од многобројните пречки на патот кон успешни резултати. Костовски, еве на некој начин утре ја отворате во најава напорната сезона која треба да донесе добри резултати на кошаркарскиот клуб Куманово. Па еве првиот противник екипата на Фени, што може да очекуваме тој направи? Добро, екипата на Фени горе-доле има еден сличен состав како и минатата сезона со мали промени и мислам дека ние имаме фаворитската улога без разлика што играме на гостински терен. Во подготвителниот период ги успеавме да ги победиме со убедлива предност и тоа со моје отсуство, така да доколку сме максимално фокусирани и мотивирани, мислам дека не би требало да има проблем да извојуваме победа. Дали сметате дека екипата генерално е подготвена за искушенијата кои ќе следуваат? Па, со оглед на тоа дека за кратко време ќе почне Еврокупот, а јас имам искуство со играње на такви надпревари, навистина треба голем напор, меѓутоа го прифативме тој предизвик и сега треба да се носиме со тоа. Моје мислење е дека амбициите и желбите треба да се насочат повеќе кон домашното првенство, а све што ќе добиеме на европска сцена ќе биде плюс. Оваа година конкуренцијата во домашното првенство ќе биде многу силна, но без разлика на се, нова екипа на Куманово треба да ја се верува, затоа што веќе си му докажено на овие простори. Шампионот МЗТ Скопје Аеродром со убедлива победа над Струмица од 148 ја почна одбраната на трофеот во македонското кошаркарско првенство. Синоќа во спортскиот центар Јане Сандански најефикасен играч на надпреварот беше Горијан Марковски со 17 поени. Љубомир Младеновски реализира 14 поени, Данило Мијатовиќ 12 поени. Кај Струмица двоцифрен број поени постигнаа Мико Голубовиќ и Мрѓан Марковиќ, двајцата по 11. На првите две средби од почетното коло одиграни во саботата, Кожув славеше против Работнички со 88-67 и Карпош Соколи беше подобар од Бест со 113-62. Утре играат Фени и Куманово. Во вестите од меѓународната сцена за денеска издвоивме. Познатиот фудбалски тренер Карло Анчелоти го завршува одморот и од јануари повторно седнува на тренерската клупа. Новиот менаџер на Ливерпул Јирген Клоп веќе започна да прави стратегија за засилување на играчкиот кадар. Легендарниот кошаркарски ас планира да настапува уште 5 сезони во Сан Антонио, со што ќе му биде 20-та во најсилната лига. Италијанскиот тренер Карло Анчелоти признава дека негова голема желба е уште еднаш да ја проба среќата во Премиер лигата, каде веќе работеше во Челси во сезоната 2009-2010. Тој истакна дека се одморил и ќе почне да размислува за нов клуб од јануари наредната година. Воедно 56 годишниот тренер на маси има неколку понуди од реномирани екипи, но засега се уште на никого не му дал ветување. Во својата кариера италијанецот ги има тренирано екипите на ПСЖ, Челси, Милан, Јувентус, Парма, Реджина и Реал Мадрид. Според пишувањето на англиските медиуми, новиот менаџер на Ливерпул Јирген Клоп веќе го направил списокот на засилувања потребни за неговата екипа. Прв на листата според Daily Star е младиот фудбалер за врска од Порто Рубен Невес. Клоп го означил младиот ас како приоритет во наредниот период. Инаку Невес има само 18 години, а за негово изминатиот период интересирање покажа Челси. Евентуалниот трансфер би го чинил Ливерпул според првичните проценки околу 25 милиони евра. Невес досега за Порто одиграл 42 напревари, при што постигнал еден гол. Племекерот на Сан Антонио Тони Паркер има намера кариерата да ја заврши во клубот во кој стекна големата слава. Францускиот ас, според најавите, ќе игра уште најмалку 5 сезони, односно до 38-та година од животот. Знам дека во Сан Антонио ќе играм до 38-та година. Во тој момент тоа ќе биде мојата 20-та сезона во НБА лигата. Тоа е мојата главна цел. Среќен сум поради мојата добра здравствена состојба и мислам дека после 20 сезони ќе бидам подготвен за пензија, изјавил Паркер. Во Сан Антонио се наоѓа од 2001 година и беше од најдобрите во успесите на екипата.
Времето во Македонија беше променливо облачно со повремен дожд во северните делови од земјата. Да погледнеме метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за денес. За она што го пропуштивте, погледнете на официјалниот сајт на k3.mk. Пријатна вечер.